بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Благодарност му припаѓа на Аллах Джелешану, господарот на сите светови. Салават и селам на последниот Аллахов пејгамбер Мухаммед салалаху таала алейхи ва селем. На неговата честна фамилија, асхаби, табини, сите следбеници на овој ден. Драги браќа, во овие неколку наредни минути ќе се задржиме околу еден практичен хадис на пејгамбер салалаху таала алейхи ва селем, кој го споредува верникот како палма. Повикувањето на луѓето на исправниот пат налага познавање на посебни методи, начини, стратегии и умешност. И тие како такви можат да бидат разновидни зависно од местото и времето. Аналогно на тоа, нашиот пејгамбер Мухаммед салалаху таала алейхи ва селем како учител на целото човештво, со кое е завршена Аллаховата објава, во својата мисија тоа го правил со разни начини и методи во повикување и поучување на луѓето. Некогаш тоа го правил со личен пример, некогаш наведувал случка од поранешните народи, некогаш раскажувал приказна или во вид на препорака или совет, некогаш во вид на прашање и одговор. Затоа, ние ќе наведеме еден практичен хадис, кој ќе ни послужи како илустрација да го елаборираме последниот вид на подучување на луѓето, а тоа е наметнување на прашање со желба да предизвика заинтересираност кај присутните и потоа дава одговор. Овој метод се смета за најистакнатите методи кои Аллаховиот пејгамбер салалаху алейхи ва селем ги користел во својата мисија. Од тука ние ќе наведеме неколку слични примери за најпосле да дојдеме до нашата избрана тема во оваа пригода. Пренесува Абу Хурейра радијаллаху анху дека пејгамбер салалаху таала алейхи ва селем ги запрашал асхабите менил муфлис. Дали знаете кој е муфлис? Дали знаете кој е губитник? Рекоа, губитник меѓу нас се смета оној кој нема ниту дирхем, ниту некакви други средства. Тогаш пратеникот салалаху таала алейхи ва селем рече: ел муфлис фи уммети, муфлис од мојот уммет е оној кој ќе дојде на судниот ден со намаз, зекат, пост, а во меѓувреме го опцул овој, го оклеветил овој, му одзел имот на овој, му узурпирал имот на оној, го удрил оној, па ќе му се даде на овој од неговите добри дела. И на овој од неговите добри дела, па ако му завршат добрите дела, пред да исплати што е должен, се земаат нивните гревови, значи гревовите на оние кои ги оклеветил, кои ги навредил, кои ги озборувал, им се земаат нивните гревови и му се товорат на оној кој тоа го правил. Потоа ќе биде фрлен во оган. Хадис го пренесува Муслим и Тирмизи. И на крај доаѓаме до хадисот за кој сакаме посебно да се осврнеме. И тој ќе биде наша појдовна точка и одредиште околу кој ќе кружи нашиот говор. Пренесува Абдуллах ибн Омер радијаллаху анху дека пејгамбер салаллаху таала алейхи ва селем рекол: инне мине шаджари шаджаратен ла јескут варакуха ва иннеха мислу лмуъмин фахаддисуни ма хи فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة فذكرت ذلك لعمر فقال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. Пејгамбер салалаху алейхи ва селем во преводот на овој хадис кој го пренесува Абдуллах ибн Омер радијаллаху анху вели: постои едно дрво од кое дрво не паѓаат лисијата.
а тоа дрво сличи на муслиманот. Кажете ми, кое дрво е тоа? Постои дрво, кое дрво не паѓаат лисијата од него. Тоа дрво сличи на муслиманот. Кажете ми, кое дрво е тоа? Ова е прашање на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, кое го упатува до неговите асхаби. Луѓето почнаа да размислуваат за дрвета низ пустината. Додека мене ми падна, вели Абдуллах ибн Омер, син на Азрити Омер, радијаллаху анхума, мене ми падна на ум дека тоа дрво е палма. Продолжува Абдуллах и вели, па се засрамив да го кажам тоа. Потоа асхабите рекоа, хадисна, о Аллахов пратениче, кажи ни кое е тоа дрво. Пегамбер алейхиссалам рече, тоа е палма. Тоа е палма. Абдуллах ибн Омер вели, му кажав на татко ми, значи на Омера, за тоа, а тој ми рече, ако го кажеше, значи одговорот, дека е палма, че ми беше посакано кај мене од тоа и тоа. Овој хадис го пренесува Бухари и Муслим. Во друго предание стои дека Абдуллах ибн Омер го знаел одговорот. Знаел дека тоа е палма. Меѓутоа, вели самиот, но мразев да зборувам, а присутни беа Омер и Ебу Бекр. Па откако тие не зборуваа, и јас се срамев да прозбора. Драги браќа, во секој хадис се кријат многу мудрости и поуки кои можат да се извлечат од нив. А во овој хадис има бројни поуки, а ние со Аллахова помош ќе се обидеме да извлечеме некои. Прво, во овој хадис и шериф се потенцира сличноста на муслиманот со палма, а палмата се смета за добро дрво. И во Куранот палмата е наведена како пример на зборот на шехадет. Возвишениот Аллах Джелешану во сура Ибрахим вели: "Алам тара кайфа дараба Аллаху масалан калиматан таййиба кашаджаратин таййиба аслуха тhabit ва фар'уха фис сама." Не видели кога Аллах донесе пример? Добриот збор е како добро стебло, основата му е цврста, а гранките кон небо, кое ги дава плодовите своји во секоја доба, со одобрението од Господарот свој. А Аллах им донесува примери на луѓето за да се подсетат. Коментаторот на Куран Ибн Аббас, радијаллаху анху, вели, под поимот добрата реч, келиме тајибе, се алудира на зборовите ла илаха иллаллах. Додека ке шаджаратин тајибе, како добро стебло, тука се алудира дека добро стебло е верникот. Значи, со други зборови, во оној човек во кој се најде добрата реч, келиме и шехадет, тој треба да изгледа како добро дрво, кое се што е поврзано со него е корисно. Така и муъминот. Во друг хадис пегамбер салаллаху алейхи ва селем вели: "Масалул муъмин канахл." Примерот на верник е како палма. "Ин сахибтаху нафак." Ако се дружиш со него, ќе ти користи. "Ва ин джалестаху нафак." А ако седнуваш со него, ќе ти користи. "Ва ин шавартаху нафак." И ако се советуваш со него, ќе ти користи. Канахле. Тоа е ист како палмата. Куллу шејин минха јантафау бихи. Се од неа се користи. Улемата вели, муслиманот е спореден со палмата поради нејзините постојани придобивки. Постојани придобивки. Секогаш дава сенка, секогаш дава добри и сладки плодови, незиното стебло, гранки, листови имаат широка примена кај луѓето. Истата ситуација и со верникот. Од него треба да извира секое добро, првим послушност кон Аллах Джелешану. Потоа прекрасни морални својства и доблести. Постојано е во служба на Аллах субханаху ва таала, преку намаз, преку пост, зикр, садака. Како што берекетот е присутен во палмата, така берекетот е присутен и кај муъминот во сите негови околности. Палмата има цврста основа, аслуха тhabit, длабоки корења, кои ветерот не може лесно
корени. Исто така и му'минот има цврсто верување, силна неколебливост. Не можат искушенијата да го потресат, ниту да го занишаат неговото верување. Гранките на палмата се високи, па така и делата на верникот се возвишени. Тие не примаат недостаток и мани. Тој се труди да има високи гледишта во животот, а настрана ги остава простите и ниските нешта. Незините плодови се добри, сладки и корисни, па така и верникот секогаш носи со себе добро и шири добро. Неговите плодови и резултати секогаш се корисни за себе и за својата околина. Од него произлегуваат корисни научни достигнувања и изуми, од каде човештвото ќе има добро и корисно. Незините лицја не паѓаат, па така и верникот не дозволува да паднат од него неговите украси и морални особини, да падне од него срамот, облеката на богобојазливост и побожност. Верникот е украсен со знаење и добри дела, постојано, како што палмата е украсена постојано со незините лицја. Втора особина, што можеме да ја исклучиме, што можеме да ја извлечеме од овие хадиси, дека берекетот на палмата и она што таа раѓа и дава. Значи, палмата е стебло кое секогаш дава берекет, дава плодови. Друго што можеме да сватиме од хадисот е пожелноста да се присуствува во меѓлисите, да се земаат децата и да се носат во седенки меѓу постарите, со цел да го прошират своето знаење и сваќање и да научат и земат искуство од постарите. Четврто, давање право на децата да учествуваат во разговор или предлог, сугестија, ако се свесни и сигурни во своето знаење и размислување. Ова може да се види од зборовите на Омер кон неговиот син Абдула. Ма менакен такулеха. Што те спречи да не го речеш одговорот? Значи, Ибн Омер, синот Омер, го знаеш одговорот, меѓутоа се срамел. А татко му го потикнува и го прашува: ма менакен такулеха. Што те спречи да не го кажеш одговорот? Од тоа се подразбира, ако тој прозбореше, немаше никој да го спречи, а особено ако се бара нешто такво од него. Пето, искажување на почит од помладите кон постарите. Ибн Умер го знаел одговорот, меѓутоа бил најмал во меѓлисот како 10. Тука биле присутни Абу Бекр, Омер, Ебу Хурейре, Енес ибн Малик, радијаллаху анхум еджмаин, и други повозрасни. Се вели дека тогаш Ибн Омер, радијаллаху анху, имал само 16 години. Се засрамил да одговори пред толку постари од него, со цел да не се рече дека дете знае, а Ебу Бекр и Омер не знаат. Се тоа е знак на голема почит и голема култура на однесување кон постарите. Споредете го Ибн Омер радијаллаху анху со нашите деца. Од тука се гледа дека некогаш децата можат да ги знаат некои работи што на старите не им паѓа на ум. Шесто, испитување на учителот на учениците или присутните со цел да ги поттикне на размислување, да го процени нивното сваќање и да ги вклучи во посакуваната тема. Тоа е метод, пракса на пегаме со себе. Седмо, препорака за срам, како вредна особина која спаѓа од гранките на иманото. Иако, кога е во прашање барање на знаење, не се препорачува срам. Бидејќи оној кој се срами и се дуе, се вообразува и се крева, таквите нема да стекнат знаење. Аллаховиот пратник саллаху алейхи ва салем рекол: рахим Аллаху ниса ал-ансар. Аллах да им се смилува на жените од Медина, ансариките, кои срамот не ги спречи да ја научат сватат верата. Затоа Омер радијаллаху анху посакувал неговиот син да не премолчал, туку да го кажат одговорот. Осмо, хадисот не учи на праксата на пегамбер саллаху алейхи ва салем, кој наведува примери и споредби со цел полесно да се разберат и сватат поуките. Бидејќи таквиот метод на поучување е полесен за разумот и остава представа во него за она што сака да го научи.
Иако треба да се има предвид дека секоја споредба не мора да биде адекватна и совпадлива од сите аспекти. Бидејќи верникот не е во се сличен како палмата. Бидејќи палмата е растение, а човекот е разумно битие слично. Девето, од хадисот може да заклучиме дека човекот си посакува добро за себе си, за своите деца. Со децата човекот се горде и радува ако се остроумни, напредни и добро воспитани. Десето, во овој хадис се алудира и на безвредноста на овој свет во очите на Омер радијаллаху анху, кој посака неговиот син да го кажа одговорот во замена да го има ова и ова. Фејакул Умер ли ин кунте еджабте кане хабу леје мин хумури нија. Ако го кажеш одговорот, тоа ќе беше посакано кај мене да поседувам црвени камени. Црвени камени се сметане за најголемо богатство. Значи Омер посакувал неговиот син да го каже одговорот, па дури и да изгубил црвени камени. Значи да имал во замена црвени камени најголемо богатство. Драги браќа, овие се само 10 мудрости и користи кои ги извлековме од овој почесен хадис, а ги има многу. Колку вакви и слични хадиси можат да ни послужат во нашето подучување и воспитување, затоа да се држиме цврсто за Аллаховото јаже, за кој е наредил да се фатиме за Куранот и Сунетот и да го замолиме да ни подари разбирање и свашање на верските текстови. И наша последна дова е Елхамдулиллахи раббил алемин, ва саллаллаху сидна Мухаммед ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.